Говедарството во југоистокот преполовено во последниве 5-6 години. Според податоците од Државниот завод за статистика, во регионот во 2011 година се одгледувале околу 65.000 говеда, а во 2016 таа бројка паднала на близу 26.000. Позитивен тренд има кај ситниот добиток, кај овчарството, каде од околу 59.000 грла во 2011 пикот го има во 2014 кога во регионот се одгледувале над 100.000 грла овци, а во 2016 година тој број паѓа на околу 90.000. Слична е состојбата со позитивен тренд и благ пораст на грла кози кои во 2016 година броеле 26.500. Од ресорното министерство велат дека годинава за 10% ги зголемиле субвенциите по грло за сточарите со развоен потенцијал, а со 5-годишната национална програма од 2019 година велат дека ќе стимулираат производство на квалитетно млеко. Исплатата на субвенциите ќе биде согласно класата на суровото млеко и тоа за екстра класа 4 денари по литар, за прва и втора 3,5 денари по литар. Посебно внимание се посветува на интензивирање на развојот на примарното производство, подобрувањето на квалитетот на суровото млеко, како и прилагодувањето на учесниците во синџирот кон пазарната реалност и согледувањето на потребата од што потврста взаемна организираност и поврзаност. Во таа насока, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и владата преку програмата за финансиска поддршка во земјоделството за годината како поддршка на млекопроизводството дава субвенција од 3,5 денари по литар за предадено сурово кравјо млеко и 4 денари по литар за предадено овчо и козјо сурово млеко во преработувачките капацитети. Но, согласно националната 5-годишна програма за финансиска поддршка во земјоделството, од следната 2019 година се планира исплатата на субвенциите да биде согласно класата на суровото млеко, и тоа за екстра класа 4 денари по литар, за прва и втора 3,5 денари по литар. На овој начин ќе стимулираме производство на квалитетно млеко. Со оглед на тоа дека во процесот на млекопроизводството клучна улога има добиточниот фонд, оваа година за 10% ги зголемивме субвенциите по грло за сточарите со развоен потенцијал. Тоа е веќе објавено во нашите програми. Земјоделците кои лани ги зголемиле своите стада или формирале нови, до крајот на месецот можат да аплицираат за добивање пари од програмата за рурален развој, соопшти Агенцијата за поддршка и развој на земјоделството. Со овие средства, се наведува во соопштението, фармерите може да повратат од 50 до 75% од вкупната инвестиција за оригинални или мелезни високостелни педигрирани јуници, со исклучок на јуници од расата бушча. Исто така, преку оваа мерка се признаваат трошоците за набавка на педигрирани машки и женски приплодни грла овци, кози, оригинални или мелези на свињи, оригинални или хибриди од увоз или со потекло од признати организации согласно Законот за сточарство.